Туларемија во Струмица нема, но лекарите со препораки за превенција до населението велат дека поплавите кои го зафатија регионот се плодна површина за развој на бактеријата, која најчесто се пренесува од полските глувци, зајаците како и сите домашни животни. Бактеријата не е смртоносна, но имајќи во предвид дека инкубацијата трае само од 3 до 5 дена, истата многу брзо се шири. Македонија и струмичкиот дел е под вода, е зголемена можноста од појава на ова заболување. Фактот дека дивите животни, глодарите, се истерани од своите природни живеалишта и многу поголема е можноста да се сретнат со луѓето и да евентуално се пренесе болеста и на човекот. Но тоа не треба да биде повод за креање на некаква паника. Секако е зголемена можноста, но сепак тоа е само момент во кој што само треба да нагласиме, да се зголеми вниманието кај населението, да матичните лекари почесто помислуваат на оваа болест и воопшто да се почитуваат сите мерки кои што ние здравствените работници ги даваме за заштита од ова заболување. Во зависност од начинот на пренесување, заболувањето може да се манифестира со кожна промена или отор на лимфните жлезди, бронхопнеумонија или болки во стомакот, повраќање, проливи. Инкубацијата трае најчесто 3 до 5 дена, може во од 1 до 20 дена, меѓу најчесто 3 до 5 дена. И после тоа се јавуваат симптомите на ова заболување. Значи, постојат така наречени надворешни и внатрешни форми на туларемијата. Дали е тоа само на кожата, со зафатеност на ливните јазви, или е зафатена и делот, например, белодробието или делот абдоминалните органи. Оваа бактерија е отпорна на ниски температури, додека високите температури брзо ја уништуваат, а од дезинфекционите средства најчувствителна на хлорните препарати. Туларемијата успешно се лекува со антибиотици и со симптоматска терапија, како и рехидратација.